Здраво, живо, поздрав од ресторан Куманово Спас. 142 емисија. Продолжуваме с караван. Ова е интересантен циклус за наш град Куманово, кој има стварно богато историја, а луѓе кажуваат моменти свак на свој начин како е се живеало Куманово прошлост. Денеска наши ваш гост е интересантен соговорник Зоран Ангеловски, познат кумановец од кумановску фамилија, и с njega ќе збориме за дел на историја од наш град Куманово. Зоране, здраво живо, како сте? Па добар сам. Дојдемо денес ќе да направиме разговор с Марјана за Куманово, за наше Куманово у изминат период од 60 години. Компонентите во Омникум Остео ги избравме внимателно да помогнат во одржување на нормални и здрави коски, затоа што вашето здравје е наш приоритет. Омникум Остео е производ со комплетен состав на минерали и витамини за нормална хомеостаза и градба на коските. Уобичаено е сега, ја си ги прашувам соговорници, еве тебе те прашам. Ти кој си ташто роден у кој дел на Куманово? Јас сум роден на Нагорички Сокак 1953 година, од татко Кумановец, роден Куманово 25 година и мајка Стана од село Врачовце. Ај објасни ни кој илустративно куде е тој баш на Нагорички Сокак, куде сте родени тачно? Значи Нагорички Сокак поаѓа од Стару банку и поранешно кино Козијак. И се протега надоле у тој време до Бању, до Воденицу, Реку и Пазариште. Тука тој се наваѓава повишки стопански објекти, како например Ангроснабдител. Тој се приготвувава колачи за сладкарнице Лилу и Пчелу. Имаше повишки интересни објекти. Да. Кажи ми, пред да покажемо твоја татка на слику, што е било карактеристично за Нагорички Сокак? Какъв е бие живот у тој време, ти кога си раснае као дете? Па Нагорички Сокак е за мене бија жила куцавица на град. Значи тој се наваѓале негде около 5 само лимарски дуќана. Имало е 2 леблебиџије, златара, извиднички дом, земјоделска апотека. Вино се продаваше куде Малинскога. Јордан Малински, да. Да, Јордан Лопар. Вршеше се откуп на кожу. Тој беше авијатичарска зграда, која беше дом на многу авијатичари од Југославија, од цело Југославија, од Босна. Па се наваѓа тој шекерџије, инвалидска кафана, имаше 2 тишлера, Шетко и Ацо Абонос, кажамо инвалидска кафана, место кое беше собиралиште на луѓе, домине за забаву, едно време гостуе свапевачи, томбола се одржаваше, али најинтересен дел беше кад Бајдо носеше мезелък с оној негово популарно цревца. Оне викае, тако е. Да, и ми трчесмо да купимо. Па имаше берберница тој, па по улицу надоле Воденица. Исто, у тој време интересно беше што млеко немаше куде да се купи. Популарно, луѓе од Тромеѓе, Личани, носесва млеко и свако сабајле ќе ни чукнеше на врата млекарка Даринка, на кој што се сеќам и још на њојнога сина. На Нагорички Сокак у тој време водовод нема смо, а имаше улична чешме. Имаше улична чешма куде кафану Србију, да. Па имаше доле денешњу Кобру и тако е. Ево сега, Зоран, да покажемо слику од твоја фамилија. Ова е доста стара слика, а ти ќе ни го прокоментираш.
Ово е слика на коju се гледа татко ми како најмал и дедо ми, баба ми, дедо ми Трајко Мешко, такозвани, Јуле, жена му, прва снашка и прво унуче. Овај слика е негде од 1942 година. Значи за време на рат. Тако е. По чичовци мои се биле, дедо ми е бија касапин и да кажу едно шалу, да као касапин клаја е, поготово овце на добро стоеќи у тој време официрке, и некад забравија да извади оној горчиво, тако се беше малце обрукаја. Иначе чичовци са од 6 браќа, 4 са лимари, еден е Шнајдер, баџанак на Томета Стојановскога Далавер, и еден е бербер кој живеел у Врање. Сега кажи ми, твој татко веројатно учествувае у рат, кажувае ли те нешто? Да, татко ми учествувае у рат негде од ноември 1944 годину, кад е Куманово ослободено, па као доброволец, односно мобилизиран. И имаше медаљу за заслугу на народ, кој што ја не го чувам, али дуго време чуваше го. Кажувајте нека татко ти нешто за рат, кој да ви раскажува на деца. Пошто га памти он тај период? Некад правили сте му обед за тој? Па правиле смо му обед. Мој татко е бија познат рибар, поготово фаќање руке с рибе. И кажуеше, он е 1925 роден, значи 44-45 од мобилизацију до 45 тој му е бија и војни рок, и у Кичево е бија на терен, и од njega и од други сам чуја дека рибе фаќаја на Радику. И тој рибе за сви. А и у Куманово вие постари кумановци кажујев дека многу и мало рибе у којнарку тврли се, фати едно уста, две руки, едно дозоли звани. И у Бислим се фаќали, у Бислим. Да, значи с руки фаќаја рибе. Еве да покажемо едну интересантну слику, ова е веројатно за време на рат Дујчан, Текиниџијен. Да, овај слика е па негде пред 50 година. Значи, тој е чичо ми Цане, татко ми Калфа и чирак Мики Вариво. Интересно е да кажу дека татко ми како најмал брат од сви работаја по 4 години аргат куде своји браќа кои се имале дуќан, Цане, Љубе и Бранко. И од сви браќа најхуман е бија тај Страшко, чичо ми. Боем, кој се оженија на 40 години. И тој има бурну прошлост. Бурну прошлост и собраја ги браќа и викнаја ги, добре, овој брат требали да се жени, требали да има фамилију. И земе, сви даде во одредено суму на пари и татко ми се ожени 52 година. А јас сам роден 53-ќу. За мајка ми од село Врачовце. Али по занимање још како дете е плетачка. Плетачка која што вредна за свој занает, способна. Ми смо почнале од, тако реки, од ништо. Татко ми работаја, сеќам се, за 4 лева. Значи, толку му е била дневница, али с мајко ми, која била штедлива, позната плетачка у Куманово, позната, а и увекат имало, пошто так не е постојало приватно, све било државно, ово е било недефинирани занајчие и увек е плаќала казне од овие УЈП. И мајка ми е интересно што е имала чирачке и за период од 54 до 70 годину има обучено 15 жене плетачки. А исто има и пуно е печалила, гледано од овој агол, колку е била тој што е печалила. Па колку е татко ми земаја плату, толку е останало чисто и покривање на сви
куќни трошкови, што не е малку. Еве да го покажем. Само да те прашам овој Мики Вариво, тоа ми познато. Мики Вариво, што е работае он? Тој голема фамилија била. Мики Вариво, комшија е, он седи на улицу Моша Пијаде и па биете некиџија, после у фабрику за цевке работае. У Шамлице. У Шамлицеви. Ево следеќа слика. Ова слика е од некаде 58 година. Значи, тука сум јас, Зоран, ово е на Чичо ми Бранка син Томе и помал син Драган, иначе зет на семејство Шкуртевски, на Дијана Шкуртевска. А ова е најмала ќерка на Чичко ми Цане. Интересно е за Куманово, дека 1961 година на лутрија добива фиќо, што е една голема радост и за нас, за фамилију и за сви, а и за град фиќо, 1961 година. Иначе слика е подписана с име од дедо ми Трајка. Добро. Сега, твој татко е работаја у Турис. Тако е. Еве го следеќа слика. Татко ми е работаја од 1960 година Југ Турис и ја носам многу убави спомени и за фирму и за Куманово тој период. Значи, организирале се овие излети суботу, неделју. Една од таквие на Власинско езеро. Еве ту е, ово е татко ми, ово е мајка ми, овој сам ја, ово е Јове, па беше технички директор Југ Турис. у Југ Турис. Ово е жена Дарка на познатога шофера у тој време Киро Делинџија, кој седеше на Тана Ѓорѓиевски улица. Но Власинско езеро е било лепота и тега и денеска. И још е интересно дека тега 65 годину иде во Врањску бању, имаше карамфил девојче. Аха. Значи купуев се карамфили и се давав на одредену девојку, која освои највише карамфили, тај бива победник. Па еден беше моја сестра од Врањску бању, тамо што беше овој на слику. Кажете ми, како деца, што се највише играле на Негорички сокак? Кои игре? Знаем, Кумановци збори, лопови, жандари, топка. Тако е. На Джелик, све. На Горички сокак е бија дење доста посетен. Ми смо играле фудбал навечер и у тие соседни сокачиња. И наше игралиште е било и пазариште, као денешен пазар дојден што е. туш гол куде е, овој кит гол. Да. Тамо смо играле и имаше тој берберница, кај денешен Софмак, на улица на Агол тој. И 65 годину имаше организирано такмичење за пионери и пријавување екипи. И ние пријавивме екипа која се викаше Кекец. Еве го таа екипа чувена Кекец. Таа Кекец. Тоа се твои другари од Малу, така ли? Да, тој се другари мои од Малу, еден другар и тој е овој Бобан Џоџе. Значи татко му беше Ѓорѓи Џоџе. Овој до njega е Лазаревски дојчин, он седеше малце подале од нас, али пак на Нагорички сокак. Овој сам ја, овој е Живко Николовски, овој е брат ми Моме Атанасовски, Добре Малотински, ја би ga кажеја ради распознавање, овој е помал син на Џоџета и овој е Зоки, шурак на професора Бизета по хемија. По хемија. Добро, еве овој е бил на градски стадион и ви сте земале учество и како продесте резултатски?
Па резултатски бемо елиминирани у прво коло. Али нема веќе, важно е да Али се важно чествува. чествуваме за спомен и тако. Па, покрај топку, ти кажа дека сте играли и пуно други игри. Уобичаено деца су биле цел дан надвор, така не е имало како се компјутери, телефони. Живот е бија на млади насочен према физичка активност и надвор дружење. Да. Па, још би допунија да летно време иде смо на плажу, официрску плажу у Бедиње. Пешки, официрска плажа, тоа е зима воду од реку, мутна, али за нас беше драга и пријатна. Не е имало така такси, автобус, пешки. Не имало такси, не имало водовод по куќе. Водовод се почна да се уведуе негде 67-8 година откако се направи Липковско езеро. Иначе пред тоа имаше улични чешме. Интересно е да спомну од овој дел улица на Горички Сокак посебно беше жива у суботу на Сабајле и у неделју навечер, jer так идеше шинобус за Белјаковце. Тако да Све се чуе кај ќе пројде. свеќе една голема маса на луѓе од едно 500 може до 1000 на шинобус у суботу, обављање на работу, а враќање у неделју. Кај дојдеше тој цела улица како војска. Да, тој шинобус е бија многу интересантен. Како елипса беше, да. Да, Сеќам се. бел беше. Бел, да. Кажи ми, каде се учи основна школа? Па, основну школу сам учија у прво забавиште, куде денешну Карши гимназију денеске, значи ишија сам у забавиште, а после у Христијан Карпош, кај учителка Живка Трендафиловска од Пехчево, а маши беше Ванчо Трендафиловски хемичар. Работеше у рафинерија, а потоа у фабрика за цевки. Па, Учителка е сви, дека се говорници кажува дека у тоа време учителка или учител се биле многу драги луѓе, многу су работа научиле у живот и така. тачно, наша учителка беше амбициозна, учтива, аз, пошто мајка ми беше плетачка, имав ја врска, пошто доваѓаше нормално да ја плете, служители у школа беа Симе, Драги и Коле кој живееше у круг на школу живееше. Во тој време имам другари, другарке с кои се среќавам од цел живот и још те дружиме. Значи тој беше јака генерација, да ги спомну Зоран Јакимовски, уметник и уедно енглес, мој побратим, Звонко Ѓорѓиевски, бострейт за кондуре, Милован Димитриевски, пилка, другарке Нада Насева, Правда Илиевска, имаше една ромка, али доста позната и одлична, Мирвет Јумеровска Мирвет, иначе тетка на Ѓулистана. Професори беа Трајан Којнерски, до гимназија Митре. И така. Со случај убави успомени имаш од основна школа, тоа се моменти кои никај не се завраќав и нормално и ден денеска свак си ги прераскажува на свој начин. Да. Се кај слику да ни кажеш ти од каде е? Па ова е слика негде од 59 годину. Ти си имаеш 6 години. Да. Тега не имало ни сигари, мислам дека фотогер кој бија тега. Па фотогеро и Малински кој бија. Да, Малински. Ја овдека ќе спомну еден интересен момент околу моје запишување у гимназија. Ајде објаснете како се десило. Значи, бемо као деца задоволни и сви у тој време од услови у кои живеевме, иако скромни беа услови. Доволно е да кажу немаше купатило, немаше вода. И постоеше желба кај нас
мајка ми спремаше паре да правимо куќу. И добивамо плац 67 годину у Диву населје. Горе, Да. И ја бев одличен ученик и планирав да се запишам у електроучилиште Факултет. Никола Тесла у Скопје. Али у исти момент и поднесувам документи. После 3 дена и примавме у Скопје, у автокоманду електротехничку школу, заедно с другар Милован Димитриевски. Али после 3 дена ја се размисли, пошто почињамо куќу, дали да ризикују да учу школу, иако беше одличен, али имаше делесваги ученици. Подобри бива техничари, а послаби индустријски радници. И ја се предомисли, зема си ги назад документи и си дојде у гимназију. Тоа е била една голема прекретница. Можда не би ни факултету, чија цел мој живот би бија, сигурно би нашија работу, али тако сам одлучија и тако е бидна. че само да не забравате, прашам да се вратимо назад. Два родители се увек биле подршка на дете. Татко или мајка, кој ти е кој даваја повише подршку, кој бија построг? Па, татко ми ме е повише, да кажу, чуваја, не е даваја да ме мајка кара или да ме тепа, али јас сам го мајку повише сакаја. Не знам зашто. Пошто сте биле повише деца, да? Тако, иначе мајка ми работеше и ми даваше пари. Ја како дете бија сам штедлив, у тој време татко ми беше направија едну металну касу. И ја дојде некој човек и само го покажу касу, пушти пари таму. Тој беше како кутија направено, железно, не може го отварам. И тако е, од дете сам бија штедлив, исто као и татко ми и мајка ми. И куќу го почињамо 68 годину и за 2 години го завршуваме. Значи од 68 до 70 годину Куде баш горе, над мини маркет, тој е дивна. над мини маркет, комшија ми беше овој директор на автомотодружство Трајан Саверски. Трајан, да. Па некои понепознати личности за... А докад беше куќе таму, докад живеа се? Сега ми го правимо куќу 70 годину, седева кираџие и се уселуемо на Свети Јован 19 јануар 75 годину. Аха. Правимо прославу. Ево го слика. Овој ми е на сестра на другара и покасно цимера на факултет, Светлана. Значи, уселуемо се у 75-ту и тамо живимо до 95-ту. Ја умеѓу време имам купено стан и сега живу карши изгорену школу до Грицка. Значи, после пукање у Куманово 2015 година живим у стан. Иначе куќу смо го продале 2018, па сам купија и стан у Вајкики еднособан, као успомена од тој време. Сега, еве го овој период кад си бил у гимназија Гоце Делчев, твоја чувена генерација, Тако е. еве се ти имаш прилику да Јас ни сам покажеш овдека овдека. Јас сам овдека у позадину. Овдека ова е Мира Аврамовска, Филимена брат на овој Електро Куманово. Аха. Ова Јаготка беше судика. Ова е покоен Драган Ивановски, загина сгазига возило од Бедиње кад се враќаше, иначе братанац на Дзинго. Ово е Поповиќ Воислав, Леди, супруга на Келешов. После ова и Невенка, сестра на Никола Давидовски. Ова е Виолета, сестра на Кочо, директор Кочо у... Медицински. Па у медицински, у Кожару беше, што ја знам тамо. Ово е Момчило Богдански и тако. Ова Борјанка Стефановска, тоа е си углав, а професор Ѓорѓи Насковски.
Штерчо. Штерчо, така. Гледам дека 9 на 30 ученика сте били у клас, пуно сте били ученици. Да, тоа е прва година, класна ни беше Мира Маневска. Биле Манева по македонски. Да, прво 3. Еве гледаме на овие слики, капуција закачени, скромни, а стали тетрадка, моливче, пенкало, тоа е било Да, такво време. такво време, али смо ми биле среќни и задоволни у тие услови. Кои се биле тега други професори у гимназија? Еве, физичко кој е предаваја? Свето Аврамова Гоце Здравковски и еден период Тодоровски Душан. Душко, да. Дуле покојни. Тако е. Тега бија и Чевла и Кукац. Чевла предаваше физика на мене, Борис Наумов, Кукац, исто физика, прва година, Доцка, географија, Да, да. психологија, Драган Цветковиќ. Како може да пишете тој период, еве, кога си бил у гимназија, имаш, како што кажуваш, незаборавни спомени од тој период. Тоа е било едно твое, еден убав дел од твој живот е била гимназија. Па да, убав дел, имаше дружење, имаше еден детаљ да спомнам. Ја од 70-та година носам наочари. Зошто носам наочари? Па случајно лошо препишана задача од табла и доби послабу оцену. Јави се на очнога доктора, кажава мора да носиш наочари. И тој ми беше доста еден прекретница во мој живот. Значи нема више фудбал, ограничени движења, така да јас се одреди дека мој спорт може да биде пешачење и планинарство. Ево една слика кога си бија млад. Да, тоа е слика од гимназија. У моду беше пуштање косе. Изигравање на Битлси. Да, Битлси. Тега е било тренд такви косе се носил. Да, големе косе. А куде слависте матуру, Зоки? Па матуру славиме у хотел Кристал, Кристал. 72 година. Тоа е било голема традиција, тоа е прослава на матуре, еден прекрасен момент за свакој човек. Да, посебно драг момент е екскурзија у треќу годину низ Југославија. Како е била маршрута, куде сте биле? Па оној што се сеќам, Куманово, Београд, Кумровац, Плитвички езера, Карлобак тамо на море и преко Црногора. Да, да. Плитвички езера е прекрасно место. Ово е Гимназија Гоце Делчев. Ово е 4-та година гимназија, значи 72 година пред матурско. Еве да спомену некој од нив, тоа е Леди, Арсовска Леди, ќерка, ова сопруга на Ристо Келешов, Бранкица Мурговиќ, Кираца Трајковска, Правда Илиевска, сестра на Никола Костовски, Радмила и нjen сопруг Томо Димитриевиќ, Дарко Цеков, Гогиќ, Живко Николовски и така. Добро. Сакам да кажу, интересно беше што учија сам у школу Христијан Карпош и 67 годину учест на Христијан Карпош, негово погибање у село Билјача. Бемо со воз од Куманово до Букаревац, а од Букаревац до Билјачо едно 5 километра пешки до споменик. Тоа е чувена линија Прешево, Букуревац, Бујановац, тако ли беше? Така. Да. Тоа е траса на воз, што се возија, сеќам се на њума. Још интересно од овој период е 68 годину, пошто ја летно време поминуеше доста у село куде мајку ми, куде што сам ги работаја, сви овие работи освен косење, сви земјоделски работи у село и сваки распуст сам ишја тамо, зиме, лете,
Бија сам врзан и 68 годину у чест на Свети Илију, 2-3 другара поваѓамо од Врачовце преко Жеглјане, Карловце, Браготурце и искачуваме се на место се вика Големи уши на Козјак и од тој се спуштамо низ шуму до Прокопчински. Така е. Значи, у тој време не постоеше пут за Пелинце, од Пелинце до Прокопчински, после тој граден. И тој имаше свој драж. А и први пут се осети у планину. Што значи планинарење? Зоки, знаеме дека тој време кад сте растане како дете, на мени не имало голем избор за едење, сви со генерација раснале со слеп мас и црвен сол или леп шикер и вода, и тоа е било главно едење, да кажу, на многу генерации. За мене е имало друго нешто специфично, пошто јас сам бија летни распусти у село. Тамо омилено едење ми е било масло. Масло, за много тоа е непознато, да појасно. Значи, земе се кисело млеко и пресно млеко, овчо, и се мути футак, бутин се вика тој, тесно, а високо, округло, и на површину издвојуе се масло, значи, и мукеница, или матеница. И јас сам еа много масло, а и овој мукеницу сам пија с по неколку литра на ден. И затоа сам толку голем. Да, Иначе, значи, цело детинство прошao сам го у село и тој активна работа, а и богато сам награден. Значи, сваку есен од ујка ми имаше каче сирење, од свињу такој позамашно парче, вино, ракија и така дале. Да, у тој сиромашно време. Да, тога е било сирење е квалитетно, све е било убаво, нормално храна е била здрава, што се вика. После гимназију идеш на факултет. После гимназију избор беше јасен, иду на електрофакултет. Тега не имало многу студенти, веројатно, или имаше? Електро имало увек многу студенти. Тоа е било у моду, као сега компјутери. Електро у моду. И запишев се по много, по 500 душе. И на прв тај декан се обраќа. Вика, здраво, будуќи економисти, правници, доктори и на крај електроинженери. Зашто? Затоа што тој е тежак факултет и многу се брзо откажев. Значи, тамо се учи математичка логика, некои предмети прецизни, да читаш едну страну 2 дена, научиш го и па си го забрави. Ти тамо седеја у Скопје или путуеше? Ја седеја сам у Скопје сви 4 години, макар да напомену еден детаљ од Југтурис. Многу заквалан на Југтурис, затоа што Југтурис за деца на своји вработени обезбедуеше бесплатен превоз Куманово-Скопје. Да, тоа е било традиција. Така. И тој траеше, па јас сам ga користија до 80 година, цели 12 години. Јас сам захвалан на Југтурис, на тој политику Југтурис, и за други релации било, али овој за студенти било е голема помош. Може да кажу дека у тој време биле смо стипендисти на фабрику. Значи имаше, још док траеше гимназија, дојде Величковски, Драган мислу беше, кадрово водеше у Шамлицеви и стипендисти. Тој беше пред да се гради нова фабрика, одржа промоцију како постои потреба за инженери и ми кад се запишамо прву годину, пријавимо се и добимо стипендију. Углавном, пуно добимо, поготово од техничку струка. Да, од тега у Скопје имало е, не имало гужви у сообраќај, могало да се путуе нормално. Могало е да се путуе, али да живиш у Скопје е малци статусен символ, студентси. Да. Да го видиш Скопје, да И не имало тој прошеташ. гужва многу сообраќај, ти се сеќаш, не имало пуно аута.
у Скопје, градски е бија и по некој ауто и толку. Тако е. Прву годину цимер ми беше Александар Ѓорѓевиќ. Он беше на Металуршки. Другу годину Зоран Лазаревски, иначе сопруг на Билјану Лазаревску, може би попозната пратеничка од ВМРО у прв состав. А потоа Миле Станковски и с njega бемо 3 години цимери. И ти завршуваш факултет у редовно време, така ли? Па тој треба да го спомнам, да. Па редовно зимам тие подписи, Испити, де да. губу годину, а после малце се опуштам. Имам превоз до Скопје, забаве, љубови, така да завршую 80 годину, значи цели 8 години. И онда ќе идемо као доброволци у војску, у задни рок. Где служи војско? Војску сам служија у Ниш први 3 месеца, а после у Загреб. Престој у Загреб било е за мене пуно да научу за Хрватску, за Загреб. Шетаја сам, имаја сам другари од факултет кои се исто служиле у некои други касари, не посетувале смо се, шетале смо по Максимир, качувале смо се на овој вр Бил си ли Слеме. на утакмици на Динамо? Па бија сам навивач на Динамо, али само еден пут сам бија. Ипак избегаваја сам тија гужве куде има. Еве. А бија сам, ово е од 81 година у Загреб со војска, ова ми е другар од Македонски Брод. Мито се вика С дечко. ние контактираш еден денес? Контактирамо. После 30 години он ми се јавља, тражија по именици, овам нашия ми га број, он ми се јави. И ја имаше случајно работу, па задни неколку години посетија сам, видеа сам га. Иначе он, негова куќа е тамо од село кој е потопено со Брано Козјак, така да се преселија у Македонски Брод и одржуваме врски. А кажи ми малко за Корзо Куманово. Еве, тој период е био доста интересен за сви млади луѓе од Куманово. Па традиционално Корзо, шетале смо тој близко, тој е од Стару пошту, па према Киров е так продавницу прво, па пред Тутунску банку и до негде до рекламу. Тој беше главна маршрута, устрој напред-назад, после се Корзо прошири на плоштад. Да. Сакам да кажу дека да искористу прилику дека јас сум сведок на градбу, значи 61 годину почна градба на плоштад. Плоштад и чувена Македонка. И тој траеше 1-2 години. У тој исто време градеше се и аутопут Братство Единство. Пошто ја имаше брата кој живеше на Ново Куманово, идеше куде njega и беше сведок кад се пробиваше пут од Речицу према Куманово. Посебно имам усеќавање останато украсување на Куманово за 29 новембар и со светилки. Значи скопски доќани зграда, доле на долјну и на горњу страну и вертикале со сијалици. Тој се палеше од 29 па негде до 15 јануар. Град светеше убаво. Кад се запослуваш у Шамли-Цеви, која година? Па запослував се у Шамли-Цеви као стипендист, јавljam се 81 годину и примиваме. Примавме у приправнички стаж. Пракса беше да се посетив сви погони у фабрику. И по еден месец свугде, како снашка водивте, тако и запознавање с луѓе, ипак има другачије приступ. Инженери, као идни руководеќи кадри, мора да знае фабрику у целину. И тако е.
Посебно интересно беше што ми од техничку струку добива смо посету на градилиште. Монтажа на фабрику тој време градеше по цел Јадран. Значи, да спомну Црногору, Истра. Имале сте пуно работа. Работу, а ја као приправник 82 годину добивамо прилику да посетимо градилиште као дел од фабрику и с колеги Војчо Нацевски, Тони Стефановски, Миле Дејановски посетуемо острово Пак, задржуваме се едну неделю и нормално многу убави спомени. Кој тега бие генерален директор на Шамница? Па генерален директор Милован Петрушевски. Ја беше распореден после приправнички стаж у одржавање. И тој у нову фабрику, у погон за антикоразивну заштиту, односно изолација. И тамо стануи од 82 до 86 годину. Тој начин на работу, затворен простор, не ми одговара, не ми се свиѓаше и чекаше прву прилику да иду. Укажуе се едно интерен конкурс и отварање фабрика проширuje дејност, односно монтажа с до тој ги вршија некој друг услуге, катодна заштита, значи служба за катодна заштита. Тој место беше наменено за еднога повратника од фабрику, за мужа на мој учителка од прво деление Ванчо, пошто он од Окту се врати у фабрику и да му најде некое подобро место. И пак заслужен човек. Меѓутоа он не се прифати, ја успеа да се запослу, тако до 86 годину работу и до ден денес катодну заштиту. Тоа е заштита, значи причина за корозија на цевке са... Тега ти бие дето Емилија Паневски. После тој. Чувен Емилија Паневски. Да, значи запослуju се туј, непозната работа, питага Бога, Еве, ќе покажемо. После ќе за тој ќе мал. Значи, Драгана Компира га питуju за овој нову работу, иначе беше мој личен пријател, доста познат. И вика, прифати. Тргни се тамо, пошто он е бие у фабрику у погон, и се прифаќам на таа работа. Месец дена, 2 недели после тоа, добивам адреса од оваа фирма. Фирмата се вика, позади, Како се вика фирма? Нафтагас инженеринг. Праќамо писмо, примавне и доваѓамо на семинар, што доваѓа као кец на десетку за моју обуку. Тамо се запознавамо со еднога прекраснога човека, маѓар, Цинклер Јулије, кој има 85 години и још е активан у струку. За ќе ја објасни што е овој катодна заштита, еве, луѓе пуно не знаев. Значи, катодна заштита причина за корозија на цевке са некои лутајуќи подземни струји, кои се јављав ради негде суво, негде влажно, тој има различити потенцијали и се затвара струја кои се меѓу себе затварат. Значи, ово е заштита с помош на струјна цевководи, многу јефтина, елегантна, практична и денеска сви конструкcije u vodu i u zemlju, štitiv se sa svoju zaštitu, pogotovo kude gasovodi je zadolžitelno, zato što ako se javi toj sa cevovodi sa zgolem pritisak od 50 atmosfere i ako postoji mala dupka od prečnih pola milimetar, tu i 50 metara, znači 500 metara gas iskača, to je zapaljivo opšti požar. I ја прифати на овој работу од два разлога. Затоа што сакаше планинарење, а од другу страну објекти бева по планине. Тако да со 7 метак 2 зајца утепа. Добро. И после тој ќе кажа. Знаеме у тоа време дека Шамница е био добра фирма, имале сте редовну плату и пуно радници имало тега Шамница. Па радници имало пуно.
па негде до бројку 2000 дојдева, а после тој почна да се намалuje. Да. Ја имам изработено, значи, у свој радни век од 86 годину па навамо, негде околу 40 цевовода. Проекти, изведба и така дале. Поважни цевководи са на кои е поставена катодна заштита. Прв цевовод ми беше довод на вода од Злетовску реку до Кратово, 30 километра. Така да ту имаја прилику и да шетам, и да учу, и да експериментирам. И пуштена вода беше 89-ту с едно голема фешта, прослава и така дале. После имам проектирано и изведено на високу зону на Куманово, цевовод 90-91, па Тетово, Попово, Шапку, 92-93, па цевовод за спас на Дојранско езеро, 2002 годину, па цевковод од Злетово до Штип и така дале. Сега, после се вратиме на тој. Значи, 2010 годину добивам задачу, почиња гасификација у Македонија. И ту има катодна заштита важно и најважну улогу. И добивам задачу да направу проекти. Тој за дужину негде од 400 километра. Тоа е многу голема количина. За изработку на проект потребно е да се помине траса, значи прилика да планинара. Значи, проектираја сам га цевовод од Клечовце до Кавадарци. Значи, целу трасу сам го поминаја, нормално с еднога колегу. Све детали сам запознаја, уживаја сам док сам шетаја као планинар. После траса од Арачиново, Сопиште, Тетово, Гостивар до Кичево. Тој трасу прошја сам го негде околу 30%, значи од 140 километра поминаја сам негде 50 километра. И така дале. Сега за реализација на тој требаше помош. Случајно успоставимо контакт с еднога пријателја од Загреб и он кажа, дојди, спреман сам на сарадњу. Ти само дојди до Загреб, остало е моја брига. И такој бидна, пречекаме и запознаме, прошетаме до Кумровац, Загорје. Еве овдека 2019 годину беше у посету куде njega, фамилијарно со сопругу, пошто воз не постои до Београд, линија укината, у автобус да не се стискамо. Бија сам посетимо с мојега другара Љубишу, со супругу, посетимо Кумровец, етно село Кумровец. Ово е у етно село Кумровец пред Титову куќу и споменик на Тито. Добро, еве га. Ово е од тија, тој катодну заштиту, некое мерно место за контрол, снимано негде у Свети Николско. Добро. При тој посету, значи, посетимо, тој е испред музеј за крапинскога човека. Многу интересен музеј. Јас сам 2 пат бијал njega и пожелуju кој има прилику да посети. Докад работиш у Шамницеви, каде идеш у пензија? Па, у Шамницеви беше до 2015, после ја напушти со овие приватизација и беше у простор 2 години као надзор на гасоводи и од тој иду у пензија 2017 година. Значи, успешен раден век, дае се пуно за град Куманово, ете, проектираја си гасовод, едно друго и ти си задоволен и среќен човек. Да, ја покрај у фабрику сам имаја големи могуćности. Значи, работаја сам у изолацију, тоа е
пасивна заштита од корозија, а после работу катодну заштиту, некоја случајност и запослуju се у монтажу. Не сам знаја, директор ми беше многу пријатен човек, со смисол за бизнис. Он, Милан Паневски, отвори прву продавницу за свеќе, куде се раву пред може 30 години. И вика, примаме, вика, јас знам дека не знаеш. Од мене имаш 3 години плату, али знае едно, ја ќе те фрлям у базен после некое време. Или ќе испливаш, или ќе се удавиш. Или ќе се удавиш. Тој беше еден голем предизвик за мене, што ја чита, интересираше се на руски, на енглески, на немачки. Па и среќа ми помогна с неки људи да се запознам и да ги одржу тие пријателства, така да почна и стручни трудови да пишувам. Значи, имам напишано негде у период од 96 годину па до 2017 негде около 20 труда. На тему? На тему катодна заштита. Направо. Цевке, и што едно големо благодарност до директора на Шамли цеви, што сам увек бија пуштен да посету, да го представljam фабрику с и новитети, стручни научни решења. Туј сакам да кажу посебно, бија сам у Маѓарску. Имаја сам стручен труд, много с практични искуства и на голем прием на Балатонско езеро. А добив визу само 5 дана. Ќе да покажеме во што е. Тој е еден труд од објавен у часопис Енергетику, катодна заштита на подземни резервоари, на бензинске пумпе, нешто што не се прави куде нас, цистерне истечуев, вода се загадуе, меѓутоа у еколошко несвесна држава каква смо ми, тоа не е битно. 2012 годину, ово е покажам. да. Тоа е. Сега, твоја најголема пасија покрај успешен раден век е планинарење. Ти си ватрен планинар, страствен, ако може да кажеш. Еве ќе го покажем овој слику. Да, тоа е слика од посету на Мусалу у јули. Тоа е високо место. 1925 метра. Значи, тоа е у јули 2025 годину, една од поголеми туре. Мислиш 2025, не, 2015? Не, овако е. 1987. 987 годину, месец јули. Значи, тој беше, мислу, дводневна тура, поваѓање од Куманово до Боровац, од Боровац, кој се наваѓа на 1300 метра, до 2300 метра со жичару, а после пешачење. Тој беше ден на масовно искачување у планине, имаше од ДДР у тој време, од сви државе, шеталиште беше на тој висоравнину, и стигнамо до прво езеро, сеќам се беше Џоје и Летка, и други бела. Да. До Планинско езеро, Спамо, имаше планинарски дом, а јутре ден се искачувамо на Мусалу. Иако беше јули, још имаше снег одредено за ветрине. Еве Попова шапка. Така е. Тоа е Попова шапка. Онда тоа е на Попова шапка усклоп на градњу на цевовод. Иначе имам учествувано на неколку туре, овакој по-големи. Тоа е у чест на 11 октомври од Студену воду до Малотино. Значи, тоа е негде околу 40 километра. Тој беше после отварање на планинарски дом, имам учествувано на тур Бајловце, Куманово Бајловце, автобус Бајловце, Дејловце пешки, да ga спомну заставник Томе, купимо јагње, кламо, едемо, преспамо,
a jutре тура Бајловце, овој Дејловце, Арбанашко, Рамно, Браготурце, Пелинце, Алгуња. Значи негде 9 сата. Да, ти си член на планинарско друштво Козјак. Козјак, да. Има там пуно активисти, идете по многу места, сте се искачувале и тоа е стварно убава работа. На некој начин планинарство е многу здрав спорт. Да. И треба да се препоручи на сви млади генерации да се устаневи да биде активни. Така е. Па, ја ga користу кад сам могаја, још сам активан по састанци. Овдека сакам да напомену за едну традицију коју одржавамо као средбена генерација на 72 година од гимназију. На 10 година, 82 годину славимо 10 годишницу од гимназију. На тој у Стару Бању, кафанче, и некоја случајност, баш тогаш една колешка се породува, тоа е Кираца Николовска, и дете го крсти Гоце. Кираца е била директор у Фершпет, да кажем. Па, да, помошен директор. Помошен директор. И одржуваме овие средби, покрај овие... Одржувате ги стално, да. Одржуваме ги стално, али јубиларни 10 и 15 години редовно. Значи, на 10 годишници се радија дете на Кирацу. На Кирацу. Она е трудна, баш на денот на на прослава, доваѓа тука и вика, дете ќе се вика Гоце, по Гоце Делчев. Па прву средбу после одржуемо 92 годину у Искра. Ова е генерација од нашиот клас. Овако се. Тоа е ваш клас. Да, еве го Гоце, веќе порасна, професор Кице, Леди, Живко Николовски, Ѓорѓевиќ, Димче, Јасум, Мира Илиевска и така. После одржавамо 97 годину средбу и... Значи, стално се дружите? Значи, после 5 години. Овај средба е у Маврово. Сви овие слики се од тамо. Значи, ово е... Еве, сликање пред Гоце Делчев. Тој сам ја, Анкица, Кираца, Живко, Невенка, професор Кице, Радмила Костовска и тако е. Борјанка Стефановска. Има још слики од, значи, слика од цела генерација. Да, значи, тоа се слави, прослава прави цела генерација, 70-тора. Да. Сите се поканети. Еве, туи, кога видимо од овдека од професори, па има, еве, Гулински, например, Стојанчо, значи, колеги, пуно. Ово е исто на Маврово, значи, таму е прослава. Еве, јас сум професор Кице, и така, Анкица, еве, тој, ово е попатно со автобус на Југ Турист. Ете така, тоа е, значи, 97 година на 25 годишнина. Сега во има тоја 30 годишница у Охрид. Еве го оваа генерација. Ту е цела генерација, значи, ово е Драган, Бог да го прости, и чера бреја, Драган Андоновски, фантом од професори. Тоа сум јас, Бранкица, професор Аврамовски по француски, Кираца и така. Значи, редовно одат професори, нашиот класен, со супруга и така натаму. Добро. Прослава е била у Охрид. Има тие слики. Сега овие слики овдека? Сега, ова е прослава 35 годишница на Златибор. Значи, свите овие се на иницијатива и организација наша колешка Кираца Николовска.
Какъв е твой утисък от Златибор? Велелепно место. Па на Златибор бемо 3 дана. Значи многу убаво. Еден ден бемо, пошто има смо автобус с нас, Сирогојно посетимо тија, а друг ден посетимо овој Мокру гору, има тој слики од Куде е Кустурица, што е тоа? Кустурица село, има позориште Underground, значи први снимци кад се направив од филмови, тој се прожектира. Покажи ги се. Еве ова пред гимназија. Ова е на Златибор, Мокра гора. Тука сум јас, Кираца, Анкица, Леди. Добро. Исто на Мокра гора. На Мокра гора, Златибор, има тамо тој возче путување, доживље за памтење. Ова е само една интересна слика. Ова слика е интересна. Тоа е позориште Underground. Значи, укопано, тој се прикажува Кустурица своји филмови први. Пред да се објави јавно, там смо посетиле. Значи, посетиле смо и Златибор и Тару. Скроз на крај, Зоки, сат и 10 минута, многу брзо преди време, да покажемо слику и од твоја фамилија. Да. Тоа е супруга и дете. Значи, тоа е слика 2002 година. Добро. Супруга каде е работала? Супруга е работала у Скопје у Алкалоид, а од 92 година у фабрика ФЗЦ као програмер, електроинженер, информатика. Ево дека сте заедно на некој прославу. Да, прослава, така. А син каде работи? Син у печатницу Микрографикс. Кај Владимир, на Нагорички сокак. Добро. За крај, последно питање. Кажамо дека планинарство е многу здраво. Што би им препоручија на млади генерации кои сакаат да бидат планинари? Затоа што тој спорт е многу убав и многу здрав. Па за планинарење препоручуju ги да се снабдив с опрему. Туре да бидев организирани, мислам добро организирани, со искусни водичи, затоа што јас сум имаја и непријатни работи од планинарење. Да, мора се биде предпазлив. Предпазлив, еве само да споменам тура на 88 посета на ракетна база Рамно кај Скопје. Значи, појдовме за 22 декември да однесеме некој шах од честна. Појдовме и ги видовме сите 4 времења. И сонце, и дожд, малку спремни. 6 часа патувавме, кога предадовме тамо Виулица, одиш, не го видиш. Опасно е било. Опасно. Се враќавме у ноќ. Значи, треба да е тој добро обмислено и млади да спортуе боле туј него покрај компјутери. Да. Компонентите во Omnicum Osteo ги избравме внимателно да помогнат во одржување на нормални и здрави коски, затоа што вашето здравје е наш приоритет. Omnicum Osteo е производ со комплетен состав на минерали и витамини за нормална хомеостаза и градба на коските. Овој прилику се кајле некоја посебно да поздравиш на крај. Па сакам да ги поздравам сите кои ме познаваат. Сви кумановци. Сви кумановци, сви... И сви од други градови. Од други градови, пошто оваа емисија е и на YouTube ќе го има, на YouTube. Мојега пријател е у Загреб, еден многу пријатен и хуман човек, со кој имамо и трудови, и соработка продолжува. Како ти проја пензионерски денови, само на кратко? Пензионерски денови, па свакодневно шетање. Искочиш по Чаршију, прошеташ? По Чаршију, до Пазарче, до Октомвриску, до Цркву Света Мину. Значи, јас се движу негде по 10
10.000 корака. Браво. Негде 7-8 километра. За мене надвор да сам е живот, пошто носу наочаре светло, у задње време телевизију и компјутер одбацуju и така. Зоки Фалди што беше гост и ќе се видиме друго прилику, па ќе разговараме па. Фала и на вас и на телевизију и телевизија. Толку за денеска поздрав од ресторан Куманово СПА, тој беше познат Кумановец Зоран Ангеловски, се најбоље.